На ниво на држава во Македонија владее режим, но тоа не е многу поразлично на ниво на многу предпријатија во Македонија и таму владее режим кој е многу суров по работниците кои работат внатре, си дозволуваат газдите да прават што сакаат со работниците на тоа место и таа ситуација е неиздржлива. Бидејќи е неиздржлива ситуацијата, работниците од МЗ Телеарница излегоа на штрајк кој трае 1 месец. Условите на кои тие се изложени се многу катастрофални. По многу основи им се кршат законите, законски важечките работнички права во Македонија. Немаат исплатена плата за некој од нив од септември минатата година, значи 1 година. А сите работници немаат плата земено веќе 4 месеци од мај месец. Противзаконски не им се плаќаат придонеси од плата, туку им се плаќа платата на рата, а со концептот бруто плата е забрането да се исплаќаат плати без придонеси од плата. Исто така се работи прекувремено преку сите норми. Има работници кои работат прекувремено повеќе часови отколку што работат редовно. Работат во недели, работат некои работници само во 2 и 3 смена, ноќна смена се работи само иако тоа не е потребно поради произведствениот процес, бидејќи била поевтина струјата тогаш, се изложени луѓето на работа и во ноќна смена, нарушувајќи го нивниот живот биоритам. Со еден збор, ситуацијата е повеќе од катастрофална во МЗ Телеарница. Го повикуваме Инспекторатот на труд да ја испита ситуацијата подитно во МЗ Телеарница. По повеќе основи таму може да се увиди дека има прекршување на законот и да бидат санкционирани газдите ако е тоа така. По основа на неисплата на плата, по основа на прекувремена работа, по основа на заштита при работа, по основа на исплата на придонеси од плата. Работниците во МЗ Телеарница работат месечно над законски утврдениот максимум работни часови кој е потребен за ниво на цела година. Така што дефинитивно мора нешто да се преземи и не смеат институциите да молчат. Исто така го повикуваме матичниот синдикат на работниците од МЗ Телеарница, СИЕР, во знак на поддршка на сопствените членови од Леарница, да пробаат да организираат штрајк на солидарност со прекин на работа од 1 час до 2 во оние фабрики каде што имаат синдикални организации. Од друга страна, раководството вели дека работниците прават обструкции во компанија. Раководството испрати еден допис до јавноста кој едноставно кажува дека во МЗ Телеарница тече мед и млеко. Она што треба да се направи е да се изврши контрола, инспекција од страна на надлежните органи, па да се види дали во право е управата или во право се работниците. Едно е нешто што сите луѓе во Македонија го знаат, работниците во Македонија не штрајкуваат кога ќе им се малку прекршени правата, туку кога драстично ќе им се кршат правата. Еден работник работел, тоа ни го кажа, отишол на работа од 7 сатот сабајлето и завршил со работа во 2 сатот навечер. Значи, такви работни услови што владеат во МЗ Телеарница, дури за македонски стандарди, се претерани. Со денешниот ден, 32 дена, сме демек наводно на штрајк, најавен штрајк више, пошто незадоволството се јави у самата фирма, меѓу луѓето, нормално. Кога нема да однесеш 3-4 месеци дома пари, нормална е ситуацијата. Колку точно месеци немате земено плата? Па, зависи. 4-5 месеци, у просек. Тоа е кај секој работник? Кај секој вработен, да. Кај секој вработен 4-5 месеци. Пошто има и за ноември, чак нешто и октомври пола месец, значи комплет ноември, и од февруари навака некои минимални скратувања, што накнадно требаше да се јават, и рачунете мај, јуни, јули и август да го ставиме сега, пошто више помина тоа време и за август луѓето взимаат плати по други фирми. Така. Двајца представници на Леарница неодамна беа на разговор, колку што знам, во владата. Таму што се случуваше? Таму сега владата
Ни кажа дека ќе ни информираат. У петок, недела дена после тоа, у петокот пак си беа председателот и од председателството на синдикатот. Информацијата е институциите си ги бркат своите должности. Така, а со кој се сретнаа во влада, знаете ви? Или? Па со советници на премиерот. Не. Сега тачно да ви кажам кои се, и јас не можам да ви кажам. Добро, уште колку време ќе трае овој штрајк? Па се дека не се исплати. Значи договорот е да се исплати све, пошто ние до последниот ден, 10-ти, тоа е 10 август, работевме и застанавме више. А што е со обвинувањето од самата фабрика која вели дека работниците намерно прават нели деструкција во компанијата? Како тоа го прават? Цијата ја коментирам вака. Значи, работевме со 50% механизација способен. Од 100% механизацијата, 50% не. Пошто јас, ајде, ќе кажам дека сум работоводител, не сум работник. И јас знам со која механизација сум ги терал луѓето да работат. Плюс луѓето не комплетна смена. Туку сме се, ајде народно кажано, сме се окозувале за да излезе секој ден и накнадно слушнав после дека се крадело се ова. Нема врска, тоа се шпекулации кои што ги даваат одгоре, нели одбраната е нападот е најболја одбрана и сега ќе кажуваат деловите ги краделе. Деловите, ајде да ги краделе, ја да сум крадел. Пред се има ОСА, значи ОСА, обезбедување. Па пред тоа има и завод, за да можеш да извадиш кило гус, ние со гус работиме, треба джебо да ти едат тука, ама за да ставиш кило ќе ти го искине. Да, вие сметате дека од таму пробуваат да ве дискредитираат со тоа што? Нормално, тоа сега муабетот што го наведувам дека нападот е најболја одбрана. Така. А имате ли поддршка од синдикатот внатре во компанијата? Од синдикатот секој е посебна. Ние сме више два погона, друго не постои више завод. Заводот кој МЗТ скроз не постои. Значи остана МЗТ Лиарница или Хепос сега како Макој. Не е битно сега, не ми текно. Тие два погона. Они си терат, луѓето редовно взимаат плата. Пострашна работа е што синдикатот, државниот синдикат, кај што секој одбива чланарина, не пројави желба да дојдат, например, ПЦ председателот да пројави желба да ни излезе у сусрет, да помогне, ни пак ние сме граѓани на ова, и пак они взимаат чланарина од нас. И сега стварно дека година и пол нашиот не префрлил, нормално под наводници нашиот, пошто не префрлил ке нас синдикат, парите не може да се префрлат, али толку години требале да пројават интерес. Мислам синдикалната ова. Сега да не навлегувам поише дали се под владина капа заштита, дали ова, тоа е нивна работа и нека им е на чест. Нека им е на чест. Фала ви многу.